Да си ја кажувевме 100% вистината, немаше да постојат Јеховини сведоци. Си седиш едно неделно попладне околу 4 без 15 и слушаш динг-донг. Отвараш, гледаш осмех и оделце. Добар ден, господине! На 21-ви ќе има уништување на светот. Но пред тоа дојдов да ве прашам, дали знаете што е тоа љубов? Просветли ме, брат. Вчера некој да ми кажеше дека ти ќе доиш денес и ќе ми кажеш што е љубов, немаше да вервам. Вау! Ахахахаха, господине! Јас сум тука за друго дојдем. На 21-ви ќе има уништување на светот и само 25.700 ќе бидат спасени. Бидете еден од нив. Као го кажи тоа, ако петок на бинго да ќе добие. Ако си ја кажуваме 100% вистината, стварно ќе се уништи светов. Путин и Обама све в лице, од нуклеарна војна. Чао, аморе. И наеднаш гужва на небо. Гужва на небо, уствари, жива душа нема. Ве молам, тихо, тихо, не туркајте се. За сите има места. Реков тихо и не туркајте. Зашто да не вратиш назад? И тоа ќе се појави Јеховиниов со списокот. Сега ќе видиме кој закае. Вие ништо нема да гледате во мојава куќа, јасно? Дечко, а ако сакаш викни го татко ти. Во тебе не вервиме. Реков тихо. И кај е тој од електро што работеше на грижа на корисници? Ти не си за овде. Многу си гневен. Прво во чистилиште да го отплеткаш тој од каплите. Океј си, брат? Отварање е ова, мислам, допарва. Добар си? Jesus. Ах, Метрополо. Пред некој ден прав муабет со еден тип што е видовит, што имат надприродни моќи и плюс мести дно за аксишина. Напрекар хаджи баланс го вике. И сватив дека да имаш надприродни моќи не е лесна работа. Ако си видовит посебно, гарант би имал тешко детство. Среќен роден ден, Николче! Ти купивме... Знам. Скри му го пакетчето за нова година да го изненадиме! Николче! Отвори онде да видиш шо имам! Вау! Пакетче! Ете, синко, ти беше добро дете и Дедо Мраз! Тато, доста сериш. Дедо Мраз не постои. Немој, синко, не смееш така, ти мора да веруваш. Еве, јас верувам. Тато, ако е за така, ти вервиш дека мама и Чичко Васко се само колеги од работа, ама не е баш така. Еј, кажи, јако е? Јас сум, од приказните. Аген. Се знам со Чичко Лазе Бараков. И те поздрави.
Мала пауза, тайм-аут. Ова е сериозно веќе. До кај бев сега, чекај. Аха, учителката во четврто. Николче, еден куп правописни грешки, 1 на 2. Јес! Фала учителке. Зошто фала? Затоа што гледам во иднината и ако добиев чиста петка како Гордана, ќе пропуштев сите журки на факултет, на 27 години ќе бев во тешка депресија и уште ќе нема фебено. А зошто се држиш за образот ако смеам да прашам? Затоа што како што реков, гледам во иднината и гледам како после пола сат тато ќе реагира. Пеколе да си видовит и да си татко. И идат керкати. Тата! Да те запазнам со новиот дечко. Здравочко, коле, јас сум Дејан. Здраво, Дејан. Јас сум видовит. Керко, овојте мами сакат само да те искористи. Во фамилија имаат шизофреники, срчани болесници, 10 колена уназад. Како не тато, шо имат сега то везе? Како ма шо имат везе? Ке ти речит луд сум по тебе, нема да ја од срце. Ако се земиш со него, едното дете ќе ви се самоубијат, зашо овај мајмунов ќе го малтретират сексуално. Другото ќе е гејко тетка му. Единствена позитивна околност во сево ова, Керко, е што ти ќе добија склероза во рана фаза од животов и све ќе забораиш. Ама вие млади си сте, јас не сакам да ви се мешам, така? Идат синти. Тато, да ти кажам нешто. Знам бе, ти требат 150 евра, девојка ти е бремена, треби да абортират. Не, сега да ти кажам, ќе ја земам кола на вечер, излегвиме со Кристина. А вечер излегвите. Добро, држи клучове и задржи ги парите да не ми ги бараш после еден месец пак. И во најакото идат најмалово дете. Тато! Саеш да ти поставаме на гатанка? На видовит. Ај, постави. Шо е? Заборев како беше. Може друга? Може. О. На мајка ти се истера. Ке влијајам на тебе. Колку шо можам. Ај, постави сега. Шо е мало кафјаво? Грнче. Ова дупло потешка е. Шо е ова? Висок? Оџак. Да, тато, може барем да ме изслушаш. Колку е заебано да си видовит и да водиш љубов со жена ти, да ме кона, секс. Да си со жена ти, да си има. Така, си... Како да покажам, имат помали генерации. Друго е ова. Пример си, и во... Кај шо е она, на јаконо, кај шо фаќат струја, де?
Кај шо си веќе надмината фаза е злато, ти си толку прекрасна, вау, чуда таја, ти вика, леле, колку си добар, значи на фаза на самогласки сте сега. И во најакото так, ау, пичку материну, шо бе сонце, пак женско? Дека видови. Пекол е да си видовит и да најш регуларна работа. Да работиш како полицаец или инспектор. Ќе апсиш све пред време. Пред да помислат да направат криминал. Честитам, господјо, родивте здраво машко дете. Уапси го! Има право да чутит. За се шо ќе плачет ќе биде искористено против него на суд. Зош ми го земате дете во шо е работава? Шо е работава? Заш ке силуват пола мала ако ќе порасни? По очи не му се гледа. Од друга страна, многу е позитивно ако си видовит кој ќоиш на родителска. Све знаеш пред време. Нема таму да се брукаш. Учителкава, господине, да ви кажам за детево. Знам, не знајте. Верви дека се знам. 6 единици, 15 неоправдани. Директорот на школово е келјав, носи перика. Ти после родителска ќоиш во секс шоп по лисици и камшик. Се знам, сестрово, тоа е проблемот. А сега извини, во 9:15 морам да сум дома. Чекам да ме ограбат. Сите сакаме поклони, сакаме внимание, ама не сваќаме дека секојаш кој ќе подаруваш нешто, за тоа се крие секојаш скриена цел. Повели, леле шубо е! Шо е поводот? Ништо, ма онака. Се сетив дека сме 6 години заедно и... Ама кој е така си можел малце да се потрудиш појке. За 6 години врска не се дават до местосот на промоција. Океј, одоколу сакав да ти кажам, бейби, дека с дивот ти копат на шолја. Или кога ги прашат на телевизија, на анкета, се извинувам, господјо, може едно прашање? Да? Дали подарувате? Да, секогаш. Ја користам секоја прилика да подарам нешто. Шо беше нешто последно што сте подариле? Извини, дечко, не ти го разбирам прашањето. Има неколку фази во подарување. Број 1. Треба да одбериш на кого му подаруваш. И то не е случајно, не е као си седиш еднонеделно попладне и ти теквите, и ќе подарам нешто на Силвана. Не, мора да одбериш вистински. Дури на баба ти кој ќе ја подаруваш нешто глупо од типот на карамфил за 8 март, не го правиш то така чисто рекреативно. Го правиш дека знаеш дека е стара, изнемоштена и дека наскоро ќе умри. И сакаш да се осеќаат сакано во последните мигови од животот. Че уствари нема везе, ама тоа е најкраток пак до пензијата. Број 2. Треба да знаеш што сакаш да добиеш од тој на кој му подаруваш. Пример, гледаш некоја јака женска и со неа сакаш да имаш она што го немат ни на YouPorn на интернет. И викаш, тебе би ти подарил нешто големо. Повели, леле, благодарам да ти го отворам. И на крај трета фаза, што ќе биде подарокот. Глупо е да подариш нешто скапо на тип или типка од кој што немаш некаква корис. Например, и баба ти. Мој да ти подари најмногу 10.000 од пензијата. Што не е малку, ма ти знаеш дека и така ќе ти ги подари. Зато не се ти даш нешто глупо, ко карамфил. А со парите од пензијата, парфем за женската и викенд во Маврово. Леле, злато, од каде најднаш пари, викенд во Маврово, парфем? Изманипулирав старо изнемоштено суштество.
и направив да се чувствува сакано во последните денови од животот. А не го мислев. Доста бе, колку си шармантен! Дали ги имате сумено рекламине од Кока-кола што ги прават за Нова година? Со кој од оние ликои ќе се идентификуваш, човече? Ко за друга планета да ги прави? Татко, тој имаше многу работа и не знаеше дали вечерта на Нова година ќе биде со семејството. Не одговарат, затоа што кај нас пола татковци се невработени и киснет дома. Мајка, ова појако е. Мајка ги прегрнала двете деца и се надеваше дека таткото на крајот ќе успее да дојде. Не. Единствено што се надеват една просечна мајка денеска е дека вечерта на Нова година ќе дае 2 епизоди едно под друго од омилената турска серија. И поблиска е со величенствениот отколку со децата своји. Дечко и девојка во рекламава седат на клупа, паѓа снег и се е толку светкаво и романтично. Во реалноста дечково е в кладилница. И пцует заради ебаниот снег се одлагат 2 утакмици викендов. А девојката е стварно на клупа, седи и плаче. Дал зашто депресија ја стега гадна? Или зашто без дечко седи јадна? Не, она не плаче зарад депресија бедна, ни зашто младич нема на клупата кај седна. Туку за да провери дали новата маскара од Oriflame е стварно водоотпорна. Идаме до питачот во рекламава. Во реалност тој не е чиче некое сладко како Лазе Бараков, што е срекно дека му даваш Кока-кола да се напие. Во реалност копат на алкохол и ти вика: Дај едно певче, дечко, или ракија колку за леп. Ако не приши, не заманај. Куче и маче во рекламава јадат од едно исто пајнче. Све е супер. Бегај таму, бе. Порано се знаеше, кучињава доминантни, мачкиве потиснати. Имате видено сега што мачки имат по континери, бе? Напукани со протеинска храна. Ти се чинит секој ден киснат в теретана. Не прам разлика помеѓу класичен мачор и тонизен, например. Не ми е чудно мачкава и англиски ако почви да зборим. Но на не мачки тигри се. Биди тигар, Македонија те вика. И на крај доаѓаат шлепери со Кока-кола, излегува Дедо Мраз и се е толку светкаво и романтично и тој со насмевка мафта. Идат шлепери во градов, ама не излегви Дедо Мраз. Излегуваат 2 батиња по пантоли со прерамки, меше и фактура. И немат смеење, туку пцовки. Заш пак немат кај да опаркират шлеперов? Кока-кола фабрика на радоста. За мене фабрика на радоста е банкомат. Ако имат што да подигниш. Место Дедо Мраз требит Хитлер да се стави во Кока-кола. Да кажи што јако. Ако ништо друго го биват за кампањи. Замислете како тој би организирал наградна игра. Во се што испивте, ставивме цијанид. Испрати 5 капачиња и доби го својот противотров.
Дур сме кај рекламиве, дали ги имате гледано рекламине што се за женски хулахопки? Гарант. И кадар само нозе. Кога ќе видиш што нас најмногу не интересират машкиве, нозеве, вака од жениве, до кај ова што е спојкава. Кај некој чат пати черџе може да има. Другово горе некако не толку, а? Шо знам, некако одговорност е. И поставуваат многу прашања од време на време. Зошто ние машкиве сакаме женски хулахопки? Демек фетиш било. Нема везе. Сега ќе ви кажам. Ќе ви откриам големата мистерија пред да се уништи светот. Зошто сакаме хулахопки машкиве? Затоа што сакаме да гледаме како ламјата е фатена во тенка мрежа. Толку се тенки, а какви чудовишта контролираат, Господе! За да не мислят жениве дека сум шовинистичко ѓубре од Охрид, ќе дам пример. Не сум шовинист, само сум борец за мир во светот. Пред да ги облечит хулахопкиве, злато побрзај! Не ми вели да побрзам! Значи ти свесен си дека немам што да облечам? Океј. И без да примети, земаш ем пар хулахопчиња. И ги оставаш ко да паднале од небо. Не е битно дизајн, дали се со цвеќиња, дали се карирани. Битно е се на црна основа. На све одговарат. Имам читано по форуми се. И ги оставаш и само гледат. Од кај паднаја пак сега овие? Оп, мисија успешна, ламја фатена. Сонце, ќе бидам готова за 5 минути. Или ол сонце не на џак. И плюс уште еден пример ќе дам. Ако не вервите, фатена е ламјата во хулахопкиве. Така, ќе видите што се дешават кога ќе излезит ламјата. Малце се подскинит хулахопката некаде. Зашто ме само ова мене да ми се дешават? Страшна работа. Господи. А скината хулахопка не вреди за ништо. Може по дизајн да име толкај дупки вака. Малце некаде ако е подотпарано, то нема душа. Тоа е како ранет војник патнат во борба за мир во светот. Скината хулахопка е како бел гулаб со маслиново гранче во клунот што стапнал багер. Скината хулахопка е како поет без инспирација со неплатена кирија.